разговор за првиот линк во Македонија наутро во живо од терен. Ја вклучуваме Јасмина Никова, која што разговара со Катерина Коневска од Мегеши. Јасмина, добро утро. Добро утро, Дијана, добро утро на сите гледачи на македонската телевизија. Како што и самата кажа, имаме интересен разговор, верувам дека ќе го привлече, ќе го задржи вниманието на нашите гледачи. Поаѓајќи од фактот дека добрите меѓуетнички односи се важни карактеристики на квалитетното образование, првата детска амбасада во светот Мегеши веќе трета година поред работи на спроведување на регионалната ЕУ-ИПА програма, партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа пред 7. За ова токму, за оваа програма утрово ќе поразговараме со Катерина Коневска, раководител на програми во Мегеши. Катерина, ти посакувам добро утро. Би сакала да кажеме која е целната група опфатена во овој проект и што се е опфатено во програмата. Добро утро и од мене. Програмата, како што споменавте во најавата, е регионална и е финансирана од страна на Европската комисија, а главната цел е да се креираат мрежи на граѓански организации, предучилишни и училишни установи, воспитувачи, родители, чија цел е да се креираат социјални политики во кои што работата со малите деца во делот на почитување на различностите, градење на мирот и толеранцијата ќе бидат во преден план. Инаку самата програма представува еден процес на градење на мирот и тоа мирот сватен во најширока смисла на зборот, што значи не само она како што вообичаено секојдневно се разбира во секојдневниот говор мир да представува само отсуство на војна и војни конфликти, туку во оваа програма им е со значење почитување на останатите, почитување на потребите на останатите и разбирање за нивните потреби и како и емоционално прифаќање на секој што е поразличен во секаква смисла на зборот. Би можеле ли да кажеме кои се вашите партнери и соработници во рамки на овој проект? Како што споменав, програмата е регионална и освен во Република Македонија се спроведува и во неколку од суседните држави, во Србија, во Хрватска, во Црнагора, во Албанија, во Косово. Имаме една партнерска организација раните години од Северна Ирска. Целната група е секако пред се, малите деца и сите оние кои што се во било каква врска со нив. Тоа се воспитувачите, родителите, семејствата и другите државни институции кои што се надлежни во креирање на политика за развојот на малите деца. Инаку самата програма е составена од 5 компоненти. Првата компонента се однесува на акционите истражувања, каде што преку истражувања се врши анализа на политиките, интервенциите и сите други стратегии, национални планови кои што постојат во споменатите држави, а се однесуваат на градење на мирот, помирувањето во областа на раниот детски развој. Втората компонента се однесува на следењето на овие политики. Третата компонента се однесува на застапување и лобирање. Како резултат на првите две компоненти, она што е согледано во кој дел треба да се подобри состојбата со правата на децата во Република Македонија, тие што се вклучени во третата компонента, лобираат и застапуваат до надлежните институции за да ги внесат тие промени во програмите и политиките кои што се имплементираат. Четвртата компонента, која што е и најмногу застапена во самата програма, е директна работа со децата и со воспитувачите во градинките. И петтата компонента се однесува на градење на квалитет во граѓанските организации, како се постигнува квалитет, зошто е тој потребен и како може да се обезбеди гарантирање на квалитет на услугите кои што ги нудат граѓанските организации. И сега би сакала да се задржиме на работата во градинките, на кој начин се имплементира оваа програма, по тој повод се издадени и прирачници. Работата во градинките се 11 градинки во Република Македонија се вклучени во програмата. Во почетокот беа 8, сега ги проширивме во третата година од имплементација на програмата и сега се вклучени 11 градинки. Работата во градинките се однесува преку пилотирање, односно имплементација на минатите 2 години беа имплементирани 2 прирачника, еден беше хрватско искуство, а другиот е меѓународен прирачник за работа со деца, кој што е производ на меѓународна мрежа во која што се членки представници на таа мрежа кои што работат со деца кои што доаѓаат од конфликтни и постконфликтни
региони. Оваа година од тие два прирачника е направен еден генерички прирачник, а целта е до завршувањето на програмата до крајот на следната година да се направи прирачник за потребите на Република Македонија, кој што ќе може кај нас да се имплементира. Инаку самата работа на прирачниците подразбира директна работа со децата, каде што воспитувачите поминаа неколку обуки, прво за тоа како да го применуваат во пракса, а потоа и работат директно со децата во градинките, каде што ние минатата година направивме едно мини истражување кое што можам слободно да кажам дека покажа дека има прогрес во делот на почитување на различностите, намалувањето на предрасудите и стереотипите кои што постојат кај луѓето, затоа што во самото истражување, освен децата, беа вклучени и воспитувачите и родителите. Токму така, ова е еден од многуте проекти на кои првата детска амбасада Мегеши работи. Што би кажале за крај, што станува, како продолжувате понатаму? Детската амбасада Мегеши продолжува првенствено во оваа програма која што споменав, да работиме на раниот детски развој на децата, меѓутоа течат и сите останати други програми на кои што ние работиме. Имаме уште една програма за мировно образование, каде што овој пат работиме, целна група ни се младинците, односно средношколците, СОС телефонот за деца и млади 0801 22 22 22, дневниот центар за деца кои што не одат во училиште. Имаме програма за одговорно родителство, почнавме од скоро да ја имплементираме, мониторингот на состојбата со детските права во Република Македонија и низа на други активности и иницијативи кои што ги правиме секојдневно. Токму затоа ве оставаме да се работите вашата работа, нели денот туку што започна работниот ден. Ви благодарам за гостувањето во утринската програма.